Македонските транспортери се соочуваат со проблеми во набавката на картички за тахографи. Проблемот е акцентиран особено во овој период поради што во ризикот загуба на работа се голем број компании. Без тахокартички е невозможно да се транзитира било каде и практично возилата се заробени на плацевите. И за истото ги имаме информирано Министерството за транспорт, кој од своја страна презема обврска да изберат нов издавач на картиците затоа што стариот не ги исполнуваат во цело своите обврски. Како се решава проблемот? Се уште ние притискаме преку Министерството кој што врши надзор да ги принуди постојните да си ги исполнат условите од законот, каде што вика дека кога ќе им се одзема овластувањето, мора да работат уште 12 месеци или до моментот на избор на нов издавач. Меѓутоа тоа иде со прекини цело време. Час издава, час не издаваат, со што се создава огромни проблеми. Упорноста на Асоциацијата на транспортери Макамтранс го даде првичниот резултат. Сега предвадена имаше објавено оглас, јавен оглас за пријавување на нов издавач и избор негов, па да видиме колку брзо Министерството тоа ќе го напред, бидејќи очигледно е дека стариот саботира. Но во меѓувреме нарушувањето на нормалното функционирање на превозниците е во ризик и што се превзема за тоа? Па ризикот е голем затоа што возилата не може да се управуваат без дигитална картица која што имаат возачите, не можат да се преземат податоци од тахографот без картицата на превозникот, работилниците кои што треба да ги баштираат, проверуваат тахографите не можат да работат без тие картици, полицијата, инспекторатот исто не може да работи без тие картици, што значи дека голем е проблемот. Во Македонија има околу 15.000 возачи во 2600 фирми и проценка на надлежните е дека 10% од нив или околу 1500 се соочуваат со проблемот на времено обезбедување на тахографски картички.